Албанија ја поддржува Македонија во процесот на евроинтеграцијата. Членството во Унијата на двете држави е добар чекор за сите земји од регионот, но и за членките на Европската Унија. Преку реформите кои двете држави ги спроведуваме, чекориме кон нашата стратешка цел, а тоа е подобар живот за граѓаните, како дел од европското семејство. Ова беа дел од главните пораки кои ги испрати денеска албанскиот председател Бајрам Бегај при неговата посета во Скопје. Бегај на средбата со македонската председателка Гордана Силјановска-Давкова објасни дека стратегијата на Албанија за влез во Европската Унија е амбициозна, но истовремено и многу реална, бидејќи, како што кажа, сите максимално се посветени за до 2027 година да ги затворат поглавјата, а веќе до 2030 година да станат рамноправни членки на Унијата. Европската интеграција, кој што не представува само државна или национална цел за Албанија или за Македонија, туку е заеднички проект и стремиш за целиот наш регион. За нас е важна интеграцијата. Наша стратешка цел е да ги исполниме и затвориме поглавјата до 2027 година и да станеме дел од Европската Унија до 2030 година. Се разбира дека ова е амбициозна цел, но реално, со оглед на тоа дека е поддржана и преку ангажманот на нашата администрација или преку конкретните реформи кои што ги спомнавме заедно со председателката. Реформи кои што ние ги спроведуваме не само за да станеме дел од Европската Унија, туку исто така и за директната полза која што ќе ја имаат нашите граѓани. Председателката Силјановска-Давкова уште еднаш повтори дека Македонија е цврсто определена за влез во Европската Унија. Објасни дека до членство се стигнува само со реформи, особено во делот на владењето на правото, борба против корупцијата и јакнење на демократските институции. Во однос на уставните измени и на изјавата на известувачот на Македонија во Европскиот парламент Томас Вајц дека земјава треба да го искористи моментот и да ги изгласа уставните измени за почеток за преговорите со Европската Унија, таа уште еднаш истакна дека потребни се гаранции со кои јасно ќе се покаже дека во иднина државата нема да се соочува со слични предизвици. Го чув господинот Вајц, но јас исто така имам меморија. Многу пати сум чула за вакви моменти што треба да се искористат. Навистина, моментот и сега постои, бидејќи е врзан и за членството на Украина и на Молдавија. Ние сме рекордери во уставни измени. Исто така и овој пат повторно се бара уставна измена. Се разбира дека нашиот став е за неопходноста од нужноста од гаранции и дека нема повторно да се појави нов, многу погоден момент и уште едно барање за уставни измени. Ништо не би имала против уставни измени, доколку навистина се работи за одредби врзани за копенхагенските критериуми. Председателот на Албанија Бајрам Бегај покрај со председателката на државата Гордана Силјановска-Давкова се сретна и со премиерот Христијан Мицкоски, собранискиот спикер Афрем Гаши, а за утре најавена е средба и со градоначалникот на Тетово Билал Касами.